Почитувани, добар ден. Стартуваме со нова работна недела, многу нови теми, а во овој понеделник е следната тема. Скопје преполни контейнери ѓубре. Во некој од нив пак има место, но сметот е оставен надвор, веднаш до нив. Во Кочани по 5 дена протести, ѓубрето конечно се пропушта до градската депонија, а протестот не прекина во текот на викендот. До депонијата не се пропуштаат ниту возилата на соседните општини Виница, Зрновци и Чешиново, Облешево, кои веќе 6 дена не го собираат сметот од домаќинствата и фирмите. Со казни и видеонадзор, општина Тетово ќе се справува со несовесните граѓани кои што фрлаат отпад на недозволени локации. Поставени се камери на 6 критични локации, а засилени се и контролите на терен. За 5 месеци инспекторите затекнале стотина граѓани кои несоодветно депонирале отпад, кои ги казнуваат со 50 евра. Жителите сметаат дека проблемот со сметот бил решен еднаш за секогаш со селектирање на отпадот и изградба на фабрики за селектирање, обработка и рециклирање отпад. Ѓубрето во развиените земји е бизнис, додека кај нас граѓаните се гушат во својот смет. Општините ѓубрето го оставаат под тепих. Она што ве прашуваме, дали треба да дојат странци и да ни го исчистат ѓубрето. Секако имаме и анкета, тоа е дополнително прашање кое што можете да го одговорите ако не заследите на Инстаграм. Тоа топло го препорачуваме, секако заследете и на Фейсбук, Црвена линија и профилот на Телма телевизија, но на Инстаграм кликнете на Инстаграм стори и одговорете кој според вас е виновен за состојбата со ѓубрето. Дали е тоа под А граѓаните или пак под Б комуналните служби. Кликнете на вашиот одговор, ќе пресметаме, ќе сумираме и секако пресметано во проценти ќе ги соопштиме резултатите и тоа се разбира пред рекламите. Во продолжение очекуваме на 02-307-0005 навистина да имаме на жива дискусија со вас. Секој од вашиот крај може да ни откриете каква е состојбата кога станува збор со редовното отстранување на сметот. Воопшто колку се совесни секако жителите. Во продолжение одиме со прилогот на Тамара Марковска да се подготвите и вие, а секако по прилогот ќе почнеме и со разговорот. Отпадната вода од депонијата Дрисла оди во Маркова река во скопското село Батинци. Обвинуваат од невладината организација ВАКАТ. Тие бараат да се направи европска депонија, да има пречистителни станици на водата која се слева во реката. Сметаат дека депонијата Дрисла им создава голем проблем на жителите од околните места бидејќи го загадува воздухот. Од Маркова река е најстрашно што се поливаат башчи, се поливаат овоштарници, ме разбира што е. Јас сум убеден дека таа вода е канцерогена, дека не сме луѓето од градот Скопје јадат марула, патлиџан, пиперка од Рачево, од Батинци. Например, Батинци има најголеми плантажи на цреши, вишни, големи плантажи има. Се полива од Маркова река, а во Маркова река оди оваа отпадна вода. Министерот за животна средина Изет Меджити ќе прегледа интегрираната дозвола која има јавното претпријатие Дрисла. Тој ветува дека ќе има почист воздух и почиста животна средина. Вели дека тоа може да се реши со комплекс мерки кои ќе ги преземат во блиска иднина. За таа цел, денеска се одржа состанок меѓу Министерот за животна средина, веде директорот на претпријатието Дрисла и директорката на Инспекторатот за животна средина. Едно од решенијата е набавка на нова печка, затоа што на таа сега што имаат не може да се постават филтри. Прво, оградувањето на Дрисла треба се врати, бидејќи тоа ризично и штетно за граѓаните и треба и други инвестиции да се преземаат. Разговаравме детално и работиме заедно да најдеме, изнаоѓеме решенја за да и Дрисла биде во функција и со високи стандарди, но да не биде штетно, туку напротив, да биде во функција на подобра животна средина. Во планот за јавни набавки, пред се што кажа министерот, ние изготвување на ограда, изработка на прочистителна станица, тоа не е исто приоритет, и изготвување на
техничка спецификација за набавка на инсинератор за уништување на медицински отпад. Законот и стратегиите ги прави Министерството и владата. Ние како инспекторат сме должни, значи, постоечкиот закон и постоечката дозвола да ја инспектираме. Значи, нашите инспектори редовно се тука, редовно прават инспекцијски надзори. На почетокот на септември земени се примероци од Маркова река. Резултатите од испитувањата покажале дека има загадување. Судот ќе одлучи колкава ќе биде казната што ќе ја плати претпријатието за тој прекршок. Сега на потек сте вие. Оно што ве прашуваме е како ви се чини. Дали треба да дојдат странци да не го исчистат ѓубрето. Секако ќе ве потсетам дека доколку не успеете, а сакате директно да се вклучите во контактната емисија Црвена линија со вртењето на телефонскиот број 0230700005, секако активно учество можете да земете и по завршувањето на Црвена линија, а тоа е со коментари и споделување на социјалните медиуми. Заследете го нашиот профил Црвена линија, секако и профилот на Телма телевизија. Но да почнеме во живо и да почнеме со вас. Оно што сакаме денес да слушнеме секако еве во однос на отстранувањето на отпадот, каде се фрла отпадот, какви се граѓаните од таму од каде што ни се јавувате, дали редовно службите го собираат сметот и секако одговор на прашањето дали треба да дојдат странци и да не го исчистат ѓубрето. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Намалете го тонот на телевизорот. Добар. Ето го намали, да. Одлично. Тина, се слушаме? Да. Поздрав од Роме од Видево. Поздрав. Па еве како е со отпадот во вашето село? Кај нас имаше еден од национална Славаланска збираше отпад. Ама сега 2 недели нема собрано. Ама народот е виновен. Ние го фрламе отпадот. Затоа што од хартијата се прави хартија, од стаклото стакло, од пластиката пластика и од отпадот може да се прават и други производи. Само ние немаме памет во глава. Се што ќе јадат и фрлят по патот. Спомнавте 2 недели не е собран смето, така? Да. Зошто е тоа така? Не сте Зашто имаше еден од село, од албанскава народност беше. И тој сега болен е нешто и не ги има собрано 2 недели. И тој човек нема замена? Нема сигурно. За утре рекоја, ќе видиме. А народот е виновен. И државата. Види вамо, ја ќе ви прочитам една поетска товра на брзнина. Политичари, вие политичари, желни за власт и пари. Парата не е ништо. Парата е отров. Само вие треба да поштовате државата, таа ви е мајка, а не ви е парата мајка. Да ја почитувате својата родна мајка. И затоа ева, ова го прават овие политичари. За да земат пари, тие го турие народот. Благодарам многу, со вас го почнавме во издание на Црвена линија. Останете за да слушнете еве што ќе кажат останатите гледачи. Добар ден. Добар ден, Тина. Поздрав и до вас. Па еве, дали може би единствено решение за нашава земја е да додат некои странци и да не го соберат ѓубрето? Овој претходниот беше од Струшкиот крај, ја од Тетовскиот се јавувам. Ја од Тетово се јавувам. Во Струшкиот не собираат 2 недели сме, така рекол. Како ти е прашањето, после мене може тој ќе се јави, ќе рече ни фалат 10 словенци да дојдат да не го исчистат ѓубрето. Се работи за нас. Ние сме тие. Ние кои мораме да се софистицираме, дека верувајте ми, секаде и во Јапонија, и во Кина, и во Индија, дека све што јадеме, све што плюкаве, може и да се искористи. Дали е картон, дали е стакло, дали е пластика, све нешто може да се искористи. Како се да се рециклира. Така модерно се викаше, рециклажа. Сега зошто збориме дека не прочитате тамо дека Тетово ќе биде казна ако некој сака да го реновира старот или као у Швајцарија кој веб дека секоја година нов шпорет, нов бойлер, нов тоа како се вика за 5 не е битно, техниката цела и секоја година ме и ги остава тие 10 дена пред врата
проаѓаат служби и ги собираат. Говорим за технологија, за машини, за перење и такви работи. Ние кој ќе да го преземе тој систем, да некој ќе дојде тој ден може да работиш тоа, да фрлаш ѓубре. Така, благодарам многу. Внимавајте на тајмерот, 90 секунди нели одбројува за едно јавување, но на самиот почеток сме, така да слободно може да го завртите нашиот број, да добиете нови секунди. Факт е дека во светот ќе подсетиме, ѓубрето во развиените земји е бизнис, односно кај нас граѓаните пак се гушат во своја смета, општините ѓубрето го ставаат под тепих. Добар ден. Ало, добар ден. И па господине Љупчо, треба ли странци да дојдат да ни го исчистат ѓубрето? Не, прво мора да рачистиме, прашањето е двосмислено, на кое ѓубре мислите? Последно време ни се појави многу политичко ѓубре, да ти кажам бро, затоа треба да прецизирате за кое ѓубре мислите. Па и оној смет за кој што се задолжени народот. Видете, овие да отвориме темата на рециклажата и отварање фабрики за преработка на ѓубрето. А второ, имаме многу социјални случаи кои се ниско образовани, кои немате каде да ги вработите затоа што не може да ги преквалификувате. Меѓутоа, гледате дека во државата повеќе сакаат да филозофираат и да крадат отколку да работат за народот. Еве шанса каде можеш унгарскиот кредит да се искористи за да се отворат 3 до 4 фабрики покрај тие големи депонии за преработка на ѓубрето, кај што можеш да се запослат социјалните случаи што не се образовани. Затоа што не може да ги направите директори или председатели на државата. Но можете да им најдете работа под услови кои нормално ќе бидат хигиенски обезбедени со, да не речам, по сите стандарди и прописи. Вие земете во Словенија, имате парно грејење од ѓубрето, се преработи ѓубрето, имате топлани од тоа. А ние го закупуваме ѓубрето, закупуваме пари. Тогаш, што да им кажем на овие со факултети што држат места по министерство? Ние, обичите, простите, треба да ги учиме што треба да направат елаборати, зашто? Ете, гледате кај нас како е и бизнисот. Клати врата, зима и плата и продавај на народот. Благодарам многу за вашите одговори. Подсетувам, само внимавајте на тајмерот. Еве ќе подсетиме и на следнова, значи во Кучани по 5 дена протести, ѓубрето конечно се пропушта до градската депонија, а протестот не прекина во текот на викендот. До депонијата не се пропуштаат возилата на соседните општини Виница, Зрновци и Чешиново, Блешево, кои веќе 6 дена не го собираат сметот од домаќинствата и фирмите. Со казни и видеонадзор, општина Титово ќе се справува со несовесните граѓани кои што фрлаат отпад на недозволени локација. Црвена линија, оваа тема сме обработувале, меѓу другото, пуштени се и видео снимки како и во по течението на реката Вардар, па дури самата река се фрла шут и отпад. Па еве, дали треба странци да дојдат да не го исчистат ѓубрето? Добар ден. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, во црвена линија сте. Емисијата ви е прекрасна. Преди се. Благодарам. Поздрав до сите вас и до сите гледачи. Благодарам. Ѓубриштето е наша грижа. Ние се однесуваме кон него како да не употребуваме зборови сувишни. Меѓутоа, дали сме само ние виновни? Ако некој од службите не помине го собере сметот 1, 2, 3, 4, 5 дена, дали сите треба да бидеме трудница, да немаме вода, да го измиеме шутот након тоа. Јас живеам на улица Ѓорче, една од главните артерии во државата. И немам притисок. Нити еден бар. Боје да се работи. Како да ја држуваме хигиената ќе ве молам. Виновни, ниту барам, ниту имам намера да ги бркам. Али, ќе ме разберете, се налевам. Има вистина во сето што го кажам. Дали е водоводната мрежа во функција? Не. Каква е, таква е. Имаме средства, немаме средства.
Јас не сум рдав. Благодарам и вам за вашите одговори. Останете со нас. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден, ако сум јас на линија. Секако и тоа на црвена линија. Па еве, треба ли странци да дојдат да ни го исчистат ѓубрето? Ете не црвена линија, па ќе се запали што е црвено. Да ви кажам, не треба. Кај нас било кој да дојде, секој ќе фати некоја страна, така да уопште не сум дека и странците ќе дојдат и ќе направат нешто. Кај нас е главно да се казнува, меѓутоа ригорозно. Значи не можам, имам овој, вака, волку, толку. Дали е фирма, дали е вака, значи кај нас додека не те удрат по джеб, немам ништо. Овако, ако е фирма, значи треба длабока казна, значи длабока, затоа што него му се сплати да ја плати таа казна и па да фрла ѓубре. Значи вие не можете на тој начин тоа да го спречите. За жал. Значи ова што се случува кај нас и еве што има сега овие протести, она точно. Значи никој не ќе во својата околина да има депонија и да има нечист воздух, како да кажам, кога е депонија се знае све што се случува. Значи кај нас да се направи депонија што е права како што секдека во свет има депонија, не ова само фрли, запали и што преш ништо. Значи се вртиш у круг, ништо не си направил за оваквото. Значи само рекам, мора да се има убави казни и култура една кај народот. Значи не можам ја да сватам како може секој иде, фрла, прави. Сум имала многу примери и сум била многу, како да кажам, навредена кога сум рекла да не се направи тоа. Значи, културата е на прво место, казните се обавезно, после ќе видиме како ќе биде НАТО. Благодарам многу секако и вам за вашите одговори. А факт е дека во развиените земји всушност ѓубрето е и бизнес, односно се врши рециклирање од ѓубрето, се разбира, не останува ништо во онаква форма во која што ние и како сме запознаени во нашава земја. Значи голем број на депонии и оно што е интересно се добива впечаток да се постави прашањето дали може би треба да дојдат странци за да ни го исчистат ѓубрето. Добар ден. Дали имаме гледач? Секако ќе посетиме, еве, кога веќе зборуваме, дали имаме некој на линија, бидејќи имаме тит, па еве да прашам. Ало? Добар ден. Добар ден, ти на тој изгледа тит изгледа се исклучи, така? Најверојатно не чув никаков глас, се разбира на гледач, но чув сигнали. Повелете да еве ве слушаме. Јас сум, значи, во линија, така, на линија, добро. Да, сакам прво едно прашање да поставам, може би има некој паметен да одговори, колку тоа ќе чини една фабрика да се изгради, една повеќе фабрики за рециклирање, значи, зошто никој не се загрижи на што е ова толку незаинтересираност, сега кога слушнав од вас дека Маркова река е загадена, пази, а ние здраво ќе се храниме, јадеме нели зеленчуци, толку сме несовесни сите луѓе, значи, и на сите воопшто, и овие од комунална, и ние, и овие што не владеат, што се на власт. Јас колку што памтам од минатата власт, само памтам дека министерот за екологија или не знам за животна средина за што беше, само кесите ги забрани најлонски и толку беше, заврши приказната. Дали со ние со кесите нешто помогнавме, направивме нешто, што направивме, ништо не направивме. А луѓе во Тина, јас имав колешки на времето, кај се расипе усисивач, кај го фрли во Вардар. Машина за перење, кај фрли во Вардар. Ние тука по улициве се направија, иде до згради, 3 контењери стојат. Како 3 до преклани беа 3, сега пак 3. Значи треба на тоа акцент да му се даде. Зошто околу контењерите се фрлено? Зошто од дома ќе се исчистиме, па ќе оставиме се покрај контењер? Зошто сме толку никакви, ако ќе идеме во друга држава, тогаш сме сосема поинакви, затоа што некој друг владее таа. Благодарам многу. И еве како продолжуваме понатаму, се поставува она прашање кое што и доаѓа од гледачите, дали всушност во нашата земја постои колективна несовесност, дури и кај оние кои што треба да спроведуваат ред, но и од другата страна, односно граѓаните се оние кои што едноставно се пропушта огромна количина на
на смет во кој што се, мора да признаеме, се давиме и самите ние граѓани. Добар ден. Ало, добар ден. Па еве, зошто кај нас, или ви се чини, постои ли колективна несовесност во однос на складирање на смет? Колективна несовесност, па има несовесност прво кај градоначалниците на општините Скопје. Сега наместо проекти да прават за градинки тамо, може да се соединат, да се здружат, да взема кредити, да направат една регионална депонија за Скопје. Странците да дојдат да ни очистат ѓубрето. Странците треба да дојдат да ни го исперат мозокот. Ние имаме гнасен мозок во главите. Бидете поздравени. Тоа е се, благодарам многу. Како да продолжуваме понатаму, интересни одговори и секако сакаме и од прва рака од вас, токму од гледачите, да слушнеме каква е состојбата од местото од каде што се јавувате, односно состојбата со депонии, со ѓубре и смет. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, повелете. Странците не треба да додат да го соберат ѓубрето. Странците треба да ги дигнат рацете од нас. Затоа што секојдневно ги навредуваме, ги понижуваме и само измислуваме теории на заговор. Сами сме си виновни за ѓубрето што си го правиме. Прво, граѓаните на Батинци и на Драчево треба да застанат на Маркова река. Секој камион што доаѓа, а нема скопски регистрации, да оди во Дризла да го вратат назад. Дризла е депонија за Скопје, не е депонија за цела држава. Во Кочани нека си бараат таму депонија современа да им направат. Во Битола или Прилеп, една во Источна, една во Западна Македонија. Не може во Тетово ѓубрето да ни го носат во Скопје нас или од Кочани. Зошто Мицковски даде пари на градоначалниците? Што не си направат депонии? А уште пострашно што Дризла не е направена по сите стандарди. Кога беше Змејковски директор, парите исчезна, што требаше Дризла да стави филтри за да се собира секаков вид на ѓубре. Значи овде страшно се краде пари преку тие предпријатија, па и преку комунална и преку паркови. Они цела ноќ синоќа работеа, до 12 собираа ѓубре. А кој им плаќа за тоа? Сабота им даваат ден слободен. На крајот ќе си отидат во пензија, по 500 и по 600 дена слободни ќе имаат, без да им ги платат, а сите викаат по нив. Виновни се тие што по камионот со ѓубре. Ова е срамно од граѓаните прво, а второ од градоначалниците и од владата. Благодарам, пријатно. Благодарам многу. Кога веќе зборуваме за отпад, смет, нечистотија и кога зборуваме за висока екосвест и чистотија, тогаш секогаш на ум ни доаѓа Сингапур. Интересно е што прави Сингапур со отпадот, односно Сингапур е земја која што дава лекција на целиот свет и во однос на исклучително строгите и високи казни за оние кои што се разбира се несовесни, но како и да е, имаат неверојатен начин за справување со депони. Па така, за да не должам премногу, доволно да ви покажам како изгледа еден остров кој што всушност личи на туристичка атракција, а всушност станува е остров на кој што цветаат корали, односно корален остров, кој што е создаден всушност од ѓубре. Така да во светот, навистина во развиените земји, ѓубрето е бизнис, односно се рециклира и се создава, па дури корали може да никнат од ѓубре. Кај нас само ѓубрето расте, но не и нешто друго. Добар ден. Добар ден, Тина. Поздрав до вас. Од каде ни се јавувате? Поздрав и до вас и до сите слушатели, гледачи на вашата телевизија. Јас се јавам од Охрид. Од Охрид, Охрид е центар на туризмот, па како е со депонии, со ѓубришта, со Па има депонија, дива депонија, Буково, каде што таму се одлага целиот отпад од Охрид и кој што исто таму се закопува отпадот со еден багер, до сега беше една приватна фирма и често знаат и да го запалат тоа ѓубриште, а истото тоа е внесено на мапата на УНЕСКО. Значи, таа депонија треба да се затвори. 80% од општините имаат градоначалници кои што мислам дека не се соодветни за тоа место и затоа сликата е таква. Сега, ние далеку сме од Сингапур,
нашите политичари сакаат да ги украдат парите и да ги префрлат тамо на Сейшели или Сингапур, а не да се справуваат со проблемите на граѓаните. И ќе речам за граѓаните, мислам дека не се граѓани, пре би ги нарекол некој селјани, затоа што него отпадот треба да го селектираат, па после да го одлагаат и да го спаруваат. Денес зашто еве не постои свест дека постои селектирање се уште на отпад? Во странство има затоа што ако него... Благодарам многу за вашите одговори. Ете, слушавме и како е во Охрид. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, во црвена линија сте. Здраво, од Кичево се јавувам. Во Кичево каква е состојбата со... Во Кичево како е, па цело лето надвор, предвор не можевме да излеземе, затоа што мирисаше како да пред нас се гори депонијата. Тоа е една работа. Ве слушаме? Да, ме слушате? Да, продолжете. Мене не ми е јасно, јас оваа тема со многу луѓе разговарам, како можеше за короната ќе се навратам, да не застанува сите дали носиме или не носиме маска, тоа е друга тема дали требаше или не, и пишуваа казни. Зошто не се спроведи некоја акција за фрлање на ѓубре ван контейнери и такви работи? Значи сега кој да фрли, никој каза нема платено и луѓето се опуштаат. Зошто истото во странство не го правиме, разбирате? Значи не ни треба нас колективна свест. Колективна свест имаме, туку ни треба власти што ќе го спроведат истото. На секој 15, 20 или 50 метри да имат контейнери, да имат чистење на улици и така натаму. Тука е проблемот. Значи делумно е во свеста на луѓето проблемот. Ме разбирате, ние сме истите луѓе и во Кичево, и во Швајцарија, во Америка. Некој треба да не натера тоа да го направи. А еве зошто според вас сме дисциплинирани, ако одиме во Швајцарија, не сме дисциплинирани дома? Затоа што таму поџеп ќе не маните, овде никој поџеп не немава. Ме разбирате? Затоа ви го дадов примерот со короната со маските. Така, значи казните за вас се да има ред и казни. Не мора да е... Така, благодарам многу. Поздрав до кичевчани кои што следат црвена линија. Добар ден. Добар ден. Ке ве замола малку повеќе погласно. Добар ден. Добар ден, во црвена линија сте, повелете. Вака е. Најголема депонија за мене, јас сум од селото, е Скопје. Пошто се слушаме? Да, продолжете. Најголема депонија што целиот регион што се бори за депонија за ова зона, напуштил сите рурални краеви, сите села, сите градови и се населија во Скопје. И депонија, која депонија? Ја не знам за која депонија разговарате уопште. Па еве со казни и видеонадзор општина Тетово ќе се справува со несовесни граѓани. Не треба да се справува, зашто да се справува? Колку населби Скопје, колку населби имаше кога беше Скопје? Значи, сите тие што треба да се справуваат и што критикуваат, треба да застанат за тоа. Треба да застанат за тоа. Кој треба да се справи со проблемите? Да ни речи државата, кој? Да не треба странци да дојдат да не го исчистат ѓубрето. Странција нема, ќе дојдат во село, ќе им решиме. Ќе им решиме, ќе дојдат во село, ќе им решиме, ќе имат чист воздух, ќе имат се. Они сака да живеат во Скопје, а да разговараат за Франција. Благодарам многу. Гледачот смета дека целата концентрација е на ѓубре всушност во Скопје, но ние ќе потврдиме до некаде, односно Скопје да е преполно со контейнери ѓубре, но во Кочан ева исто така ќе потсетиме 5 дена се случуваат протести каде што ѓубрето конечно се пропушта до градската депонија. А протестот всушност и не прекина во текот на викендот. До депонијата не се пропуштаат возилата на соседните општини.
Виница, Зрновци и Чешиново, Блешево, кои веќе 6 дена не го собираат сметот од домакинствата и фирмите. И ќе подсетиме дека со казни и видео надзор, општина Тетово ќе се справува со несовесните граѓани кои фрлаат отпад на недозволени локации. Добар ден! Добар ден и поздрав! Поздрав и до вас! Зашто зборуваме ние? За отпад, смет, ѓубре. Да, самиот факт што се укажало потреба да се постави вакво прашање, зборува дека со Македонија веќе 30 години управуваат најнеспособните елити што постојат во светот, не на Балкан. Македонските елити докажаат дека не се способни да водат држава. Затоа, да ви кажам, јас сум застран од сето ова што го зборуваме. А што сакаат македонските елити, почувајќи од политичарите, бизнисмените, и овие недоквакани писатели, уметници, што знам јас. Што сакаат? Дали сакаат само пред своите сопруги да се прчат и да кажат дека имаат некоја голема важност? Ништо не бива со Македонија водено од вакви елити. Благодарам, пријатно. И ние ви велиме благодарам за вашите одговори во Црвена линија. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Пријатно. Добар ден. Дали го имаме гледачот? Оно што можев да слушнаме е пријатно. Не знам зошто гледачот велеше пријатно кога ние едва чекаме да речеме добар ден. Како и да е, дали треба да дојдат странци и да не го исчистат ѓубрето. Тоа е оно што денеска прашуваме во Црвена линија. Интересно е и од гледачите ќе поставиме прашање дали всушност еве во нашата земја не постои, всушност постои колективна несовесност во однос на тоа како се однесуваме со загадување, фрлање смет, создавање диви депонии и така натаму. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, во Црвена линија сте. Се јавам од општина Ново село. Како е состојбата таму со ѓубре? Само момент. Ние сите сме ѓубрина. Ние сите сме ѓубрина. Уште градоначалникот првиот ден кој дојде како градоначалник ке жалоти, се е запуштено. На секој чекор се со извинение се шере. Меѓутоа, толку сме безобразни, ние луѓето сме толку безобразни, што не знаеме ни гаќа да се собуеме, ни носа да се избришеме. А еве истиве луѓе што велите дека сме безобразни, многу внимаваат на редот кога одат надвор од земјата. Зошто е тоа така? Па зошто прашајќи тие што одат надвор? Не сме една книгичка да фрлу од жвака. Тука се разобазени. А тука, како што спомнаш, да не спомнам, да не ме вреѓа, уствари, да не се налута некој. Тука сме толку безобразни, тоа што не може да биде. Јас сум козар, обичен козар сум. И на секој чекор ѓубрина истурно. Па дали е тоа разум или свест или без разум? Извинете, пријатно. Благодарам за учеството и секако не се извинувајте. Секако сакавме тоа да слушнеме, што повеќе вклучувања, па и да се споделат повеќе ставови, но и ситуации, она на што сте сведоци од местото каде што ни се јавувате кога веќе зборуваме за смет, ѓубре, диви депонии. Добар ден. Добар ден, во линија сум. Да, во Црвена линија сте, повелете. Јас сум Ајановски Ташо.
Господине Сашо, според вас постои ли колективна несовесност во земјава кога станува збор за... Да, постои, ама сега на темата. Дали треба да дојдат странци да ни го ичистат ѓубрето? Треба да дојдат, да ни го ичистат ѓубрето, а после тоа Европската заедница да постави еколошки полицајци или како инспектори, како го фрламе ѓубрето, како они плаќаат казни, така и ние. Не 50 евра, него 500, 1000, 2000 евра. Па да видиш ја дал ќе го фрлам тоа пикавче или хартијче што јадам сендвич, јадам фрлам на улица, а до тебе ти е контейнер. Или за корпите. А како знаат кога ќе отидат у Солун, речи во Белград или другите држави да се понашаат како нивните граѓани? Да фрлат кај што треба стакло, кај што треба да фрли пластика, кај што треба. А ние домакините у кеса стаи, фрли кај што. Ако нема, ќе се напуни цела контейнера со ѓубре. И кој ќе го ичисти? Па странците. Ама странците пакет... Благодарам многу, господине Сашо, за учеството во Црвена линија. Ние денес во Црвена линија прашуваме конкретно дали треба да дојдат странци да не го исчистат ѓубрето. А сега го ги имаме и првите коментари. Ке подсетам, оваа дискусија може да се води и преку коментари и споделување на Facebook Црвена линија. Таму темата објавена со фотографија, велиме до кога, поточно прашуваме, а и прашуваме дали треба да дојдат странци да не го исчистат ѓубрето. Но многу наши заминаа во странство, па така Илија Лазаров напишал: еве како е во Карлсруе, каде моментално сум. Нема каде кондурите да се ги извалкаш. Дали може да ја покажеме само момент, еве вака, снимката која што ни ја испрати нашиот гледач, така да во Карлсруе немаш каде да ги извалкаш чевлите, вели. Интересно дека голем дел од вас кои што се вклучија нагласија дека кога се оди и се живее во странство, тогаш секако се запазува општата хигиена, правилата и законите. Кај нас ние некако се давиме во сопствениот смет, а во развоените земји ѓубрето дури се користи и за бизнис. Добар ден. Ве слушаме, во Црвена линија сте. Па вака, по мое, би требало да дојдат странци, ама не да го исчистат ѓубрето. Ние сме тие кои треба да го исчистиме. Тие треба да донесаат кај нас. А ние сме тие кои треба да си исчистиме после нив. Така да, ја не знам каде отиде законот кој беше едно време спроведен. Не смеевме ни да плукнеме на улицата. Не па да фрлиме хартија. Секој хартијата си ја стававме во джеп. Еве, во минатото, каде што спомнувате, не смело ниту да се плукне на улица. Да. Како всушност граѓаните беа совесни? Дали веднаш се спроведуваше казната, редот? Да. Како функционираше? Да, имаше казни, ама многу кратко време. Не знам кај отиде тој закон. Тоа не знам друго што да кажам. Добро, а еве за огромните количини на ѓубре смет, кои се виновни? Граѓаните, општините и комуналните служби, кои? Па, мислам и општините и комуналните служби, ама пред се и граѓаните. Така. Не ги оставаме кај што треба. Така, благодарам многу и за вашите одговори и сега е време и да ги соопштиме и резултатите од одговорите кои што ги побаравме на Instagram стори анкетата. На прашањето кој е виновен за состојбата со ѓубрето, под А граѓаните одговорија инстаграмџи 80%, додека за 20% инстаграмџи комуналните служби се тие кои што се одговорни за оваа состојба со ѓубрето. Сега ќе ве префрлам кај рекламите, потоа се враќаме во студио. Овде останува да ви се заблагодарам за учеството во денешното издание на Црвена линија и
веднаш без селекција да преминеме онаму каде што се не натикате и прашање до вас двајцата, дали едно решение да се отарасиме од сметот е да викнеме странци да не го исчистат ѓубрето? Ние тој го правиме, драга моја Тина, не знам дали знаеш, јас постојано во утринската зборував за она депонија кај Јурумлери, странци, амбасадори дојде, ја исчистија и пак си ја направија, така да нас ние тоа... Ја бев на лице место неколку пати, џабе ние се. Чистевме па пак ново ѓубре и така. Се молат странците да дојдат да не ги исчистат ѓубрето. Од животот побрзо го чистите ѓубрето, така? Во двор? Од животот. Како? Од животот. Дели Од имаме животот нема токсичен ѓубре. материјал. Веднаш во канта е тоа. Тина, ајде да не те чистиме